Досега мнозинството клиенти не ги ставаат на дневен ред, но индустријата се обврза. Електричните автомобили се иднината или барем важен дел од неа. А со цел да ги убедат клиентите да се префрлат, брендовите мобилизираат некои од најдобрите технички идеи за нивните електрични модели. Audi Q4 и Tron како основа ја користи платформата MEB, што се користи низ целата групација и затоа е близок роднина на Volkswagen ID4. Сега Audi го представува изгледот вешто камуфлиран само со налепници што привлекуваат внимание. Долг 459 см, широк 187 и висок 161 см, Q4 и Tron е прекрасно спортско корисно возило, но внатрешноста го прави да изгледа значително погоден. Типичната висока позиција на седење е совршена за градскиот сообраќај, а на задните седишта има уште многу простор, дури и ако предните седишта се туркаат далеку назад. Дизајнерскиот јазик, типичен за Audi, е ултрамодерен, со големи застаклени површини, остава впечаток на квалитет и технички е кул. Екраните кои може да се конфигурираат на повеќе начини се големи, тродимензионални информации, даваат и упатства за возење што се чини дека лебдат далеку пред автомобилот. Софистицираниот софтвер совршено го компензира движењата на автомобилот и гласовната контрола е апсолутно сигурна. Таквиот пристап овозможува пријатна атмосфера во возењето и голема помош за возачот. Со Q4 и Tron, Audi воведува и целосно нова генерација на управувачи кои имаат ергономска форма и футуристички изглед со 4 краци. Нетипично за Audi е значително ограничен избор на дополнителната опрема, а се чини дека ерата на слободни конфигурации во групата Volkswagen се приближува кон крајот. Како и да е, Q4 и Tron позитивно се издвојува од другите електрични автомобили, вклучувајќи ги оние од сопствената групација. Се уште не се дадени техничките спецификации и затоа може само да шпекулираме. Сепак ќе ги почекаме официјалните податоци кои ќе пристигнат во наредните месеци.